Продолжуваме понатаму со нашите други утрински предпладневни теми во утринска на Телма, а она која што на почетокот го најавивме една одлична иницијатива, една идеја и еден проект кој што е особено добредоден за сите оние кои што се во сферата на угостителство, за сите тие кои што имаат својата визија и цел понатаму да станат одлични кулинари, но и за секој од нас, ако го земаме предвид она кое што ќе се понуди како производ или како рецепт. Токму за тоа зборуваме денеска, за овој проект, но и за еден надпревар кој што е дел од проектот. Јас ќе го споменам надпреварот, а повеќе и за проектот и за надпреварот ќе зборува мојата гостинка. Надпреварот за нов рецепт за геврек, сите сме во кругот, во организација на Сдруженијето Арно, во соработка со Средното угостителско училиште Лазар Танев. Има доста што да се каже, па затоа ќе го обработиме ова во продолжение или во следните минути со мојата гостинка, а тоа е претседателката на Сдруженијето Арно, Ирина Јаневска. Ирина, добро ни дојде во утринска. Добро ве најдов. Идеален е тајмингот, затоа што геврече може да се јаде и наутро, ама и за бранч. Така е. А кај младите многу популарно и после диско, така во касни доцни часови или рани утрински часови, така е, да. Геврекот е доста популарен, има широка примена, еве и кај нас тука во Телма, особено во утринските часови, најчест појадок е и геврекот, покрај оние други нели здрави напитоци и оброци кои што ги правиме, но геврекот е нешто што е традиционално, нешто што е секогаш можеби прв избор за многумина и добро е што постои еден ваков надпревар за да му се направи еден, како велиме, апдейт на геврекот или нешто што може да биде како еден нов рецепт, а сепак да биде оригинално и вкусно. Така, од тоа тргнавме и ние. Првен идејата беше крофни, па бегел, си рековме зошто да одиме во нешто што е кружно, кога имаме наша кружна форма, што е геврек и што е од домакиното и е навистина дел од трпезата на многумина во различно време од денот, меѓутоа да, најчесто за појадок. Традицијата е супер основа за ние да ја надградиме, да си играме и токму преку овој надпревар сакаме да видиме ремекс, како овој геврек може да добие нови вкусови, значи без разлика на формата мора да остане иста, тоа е една од главните критериуми и услови за надпреварот. И го карактеризира, нели, самиот геврек? Така, има и друга символика, ете во соопштението смисли го кругот, сите сме во кругот. Има еден нов концепт за така наречена крофна или геврек економија, што всушност не инспирираше, ама сега нема да зборуваме за тоа. Ќе зборуваме за практичниот дел од овој надпревар, односно за новите рецепти за геврекот. Може да има многу различни намирници. Еве во тие бегелс што се печива кои што се познати на западот, кај нас многу малку ги има, меѓутоа кога ќе се пресече на половина може да се стават различни намази, да се игра и со самиот вкус на тестото, внатре да има нови состојки, место суса може да има и други семчиња. Она што сакаме да го порачаме, и тука е таа символика на сите сме во кругот и смисли го кругот, е дека треба да бидат во радиус близок од Скопје или да се локални домашни производи. Значи да не биде со авокадо, туку да биде со зеленчук што од нашето поднебје. Зошто сакаме ова да го пренесеме? Еве тој аспект на традицијата и на локалното и на зелената економија, дека ние може да имаме вкусни производи, вкусна храна која што доаѓа од нашето поднебје. Се што доаѓа од многу далеку има голем јаглероден отисок, значи треба да се пренесе, не е локално, не ја поддржува нашата локална економија, а за спротивно она што е локално, она што е сезонско е секогаш и највкусно и најздраво и еве во таа насока сакаме да ги охрабриме граѓаните на Скопје да се потрудат да смислат нов вкус на геврекот. Одлично, ова беше инаку споделено или објавено, имавте настан согласно со тоа во понеделникот, на почетокот на оваа недела и сега има свои, нели како што спомнавме, и правила кои што нагласуваат какви намирници треба да се употребуваат, а исто така има и информација за тоа што следува за победникот кој што ќе биде во финалето, но и она право на учество кое што го имаат сите жители, како се вели во соопштението, од Скопско-планински регион со напунети 18 години, што значи треба да бидат полнолетни и тоа што треба да го направат е да пратат рецепт со кој геврекот ќе го задржи својот кружен облик, но ќе понуди нови вкусови и текстури и тоа да се запамети. Можеме да дадеме една насока за тоа каде и на кој начин може тоа да го направат, бидејќи надпреварот трае до 5 декември, така. Така, до 5 декември личи на многу време, ама не е првен додека се осмисли па да се купат намирници. Оно што е важно граѓаните да знаат дека од кога ќе прочитаат пријавата и целосните правила и услови, освен локални намирници кружна форма, не е дозволена
употреба на месо, на адитиви, повторно таа еколошка димензија сакаме да ја запазиме и да пренесеме дека може да е вкусно и без додатоци. Она што треба граѓаните да го знаат е дека да, например, од трае до 5 декември има пријава која што може да ја симнат од нашата веб страна arno.org.mk во секцијата на вести. Ова е последна вест, најавивана дека во понеделникот имавме настан на кој што го лансиравме овој повик. Да пополнат пријавата, таму ги има, значи треба да се наведе рецептурата, како е подготвено, кои намирници се користени, од прилика некаква финансиска конструкција, да дадат креативно име на гевречето, тоа исто така ни е важно, да раскажат малку за себе и да ни испратат 2 фотографии, нели, да видиме дека стварно некој направил нешто, а не е само земал рецепт од интернет или од некој стар тефтер. Треба да биде оригинално и уникатно, така. Така и да си ги има авторските права, значи сакаме луѓето сами да иновираат и ние веруваме дека имаме голем креативен потенцијал, особено во дел на гастрономија и во тој дел на нашата традиција. Тоа се условите, треба да ги испратат, Word документот треба да се испрати до 5 декември заедно со овие 2 фотографии. Она што следува е, жирито ќе ги чита сите рецепти, ќе ги оценува врз основа на неколку критериуми, тоа е степен на иновација, колку е јасен рецептот, кои намирници се користени и финансиската конструкција. Сакаме утре кога ќе имаме рецепт да ова биде од продажен карактер, значи да биде достапно за сите, да не направиме рецепт кој што ќе биде вкусен, меѓутоа недостапен за многумина. Како одат фазите на надпреварот, од кога ќе се изберат 10 финалисти, значи жирито ќе мора да ги оцени сите пријави, ќе бидат повикани во средно гостителско на лице место да го направат својот рецепт и жирито со врзани очи ќе оценува кој е победничкиот. Она што е наградата за оној кој што ќе победи е 200 евра во парична противвредност и уште 200 евра за одржани обуки на учениците. Што е идејата? Од која ќе се го добиеме рецептот, сакаме победникот да го објасни начинот на кој што се прави ова геврече на учениците. На тој начин тие ќе стекнат нова вештина и утре друг ден ние ќе имаме внатре инхаус во рамки на самиот проект. Што ќе го прави подостапен, нели, како што е и целта да биде. Тоа е една одлична идеја, одлична и иницијатива, како што и генерално Дружението Арно има и за кој што сме зборували и во наши минати изданија, но ова се должи на вашата долгогодишна или една деценија соработка која што ја имате со училиштето Лазар Танев и спојување на иновацијата со традицијата. Се разбира дека за ова треба да има соодветни личности кои што ќе се роди оваа идеја, а при тоа уште посоодветни за да може да се реализира. Очигледно кај вас тоа има целина и соработката добро оди. Она кое што исто го споменавме е дека овој надпревар е дел од проектот Кулинари во акција, социјално претприемништво за импакт, кој што е произлезен токму од оваа нели плодна соработка. Што се спаѓа во овој проект покрај овој надпревар и нели за самиот проект, за неговото и основање и функционирање, поточно реализирање? Така, Ивана, 10 години соработуваме со училиштето. Прво влеговме по инспирација на Джейми Оливер, тој има социјално предпријатие во Англија, се вика 15. Имавме голема амбиција да отвориме ресторан во 2013, тоа беше невозможно и тоа супер не турна во таа соработка, каде што имаме едно стручно училиште кое што навистина опремено, има голема визија, има кадар, има ученици и имаме невладина организација која што Арно, која што се занимава со социјални иновации. Од самиот старт до сега имавме неколку проекти, правевме мобилни апликации, рецептко, мој кетеринг, продававме часови за готвење, во соработки со Slow Food, со познати готвачи. Имавме гастротура и гастромапа направена за Скопје, ама тоа не се случи поради COVID. Меѓутоа ете, и тој проект стои во фолдер, ќе го види светлото на денот, се надеваме набрзо. Издадовме исто еден регионален, тоест учествувавме во проект каде што имаше регионален готвач со рецепти, па и нашите ученици беа присутни. И ете во нивното CV можат слободно се пише дека нивни рецепт е издаден во регионален готвач книга. Сето ова што го работиме има голем степен на иновација. Зошто? Затоа што прво самата соработка помеѓу
јавна институција, училиште на владина дава таква можност, се инспирираме едни со други. Второ, рамката на социјално предприемништво не турка во нешто што мора да има продажен карактер. Например, часовите за готвење се продава, си има пазарна цена, доаѓа луѓе ги купува, меѓутоа профитот што го остваривме во рамки на тие иницијативи се реинвестираше во социјалната мисија, а тоа е подобрување на вештините на учениците и нивна полесна транзиција на пазар на труд. Многу обуки правевме и сега во рамки на овој проект се предвидени за изработка на CV, за како се работи тимски во кујна, подобар деловен англиски, како се преговара подобро за плата. Ние сега сведочиме да е нов тренд што вели дека на светот му се потребни работници. Нашите млади многу заминуваат во регионот и подалеку затоа што се барани. Вработувањето можеби не е толку горлива тема во моментов, ама подвработувањето е. Ние на нашите деца сакаме да ги обучиме, да им пренесеме дека и ако одат надвор да работат, треба да почнат од една повисока позиција. Да знаат како подобро да се продадат, како да преговараат за подобра плата, како да имат подобро CV. И сето ова нели под рамки на нашиот слоган, а тоа е она што е најголемата мотивација да го работиме овој проект, кул е да си кулинар. Први сакаме да пренесеме дека стручното образование е многу важно, особено гастрономијата. Ние сведочиме исто на една многу жална слика, затоа што во Македонија, например, не е така атрактивно ова образование. А во Албанија има приватни училишта за да се стане готвач. И сакаме да кренеме и свеста и помеѓу граѓаните, и помеѓу сите донесувачи на одлуки дека мора да се инвестира во стручно образование, мора да сме креативни. Еве, од традиција да правиме некакви ремикси, да бидеме исто подобро продадени на пазарот, затоа што имаме голем потенцијал. Ние тоа го препознаваме и без разлика на сите димензии на проблеми, на предизвици кои што ги имаме, сакаме со оптимизам и со креативност и со иновација да пристапиме на ова и да ги охрабриме сите, да кажеме еве дека можеме и дека сите сме во кругот и дека можеме да направиме нова понуда на пазарот и да ги мотивираме учениците и ете преку донаторите и вакви проекти да работиме на оваа тема. Да, и со тоа всушност да се направи еден обид колку што е можно младите кои што себе си се замислуваат и ја сакаат оваа професија и сакаат да се занимаваат со тоа, притоа имаат талент, бидејќи е ова и занает, кој што е исклучително важен. Ја споменавме Албанија, но тоа затоа што е блиску, да не зборуваме малку за подалеку за тоа колку всушност се цени таа професија и како сето тоа таму изгледа и функционира. Значи да се направи еден обид да се задржат токму тука младите својата иднина да гледаат тука. Арно како здружение не може тоа да го направи само по себе, но доволно да направи за да биде еден дел од и тој круг на што нели начело е државата, па после сето ова. Она кое што е интересно, јас би сакала да го споменам, бидејќи ние немаме тука ученици кои што беа дел и од настанот во понеделникот, па имаме изјави во вашата нели официјална информација е дека Никола кој што има 15 години е ученик готвач, вели иако јас сум ученик и ќе бидам дипломиран готвач, сакам да ги повикам сите да поиграат со тесто и да смислат нешто ново. Тој вели нашата земја има многу намирници, може место сусам да се стави сончоглед или нама со сирење или свеж зеленчук, да се готви, значи да се биде креативен и за тоа е потполно во право Никола. Млада личност која што размислува на начин на кој што и особено е важно да се размислува во оваа професија, тоа е креативноста. Потоа има и други изјави нели од други ученици кои што се свесни дека откако ќе завршат училиште директно треба да одат да работат и тука се оние работи за преговарање на услови, за плата, за напредок. Значи покрај тоа што си ја сакаат професијата или она што ќе го работат, сепак условите се многу потребни за да можат да работат како што треба. Впрочем како и за секоја професија. Кога зборуваме за вашите лични впечатоци на во Друженијето Арно и сите вие кои што работите на ваквите проекти, сметате ли дека еве се движиме можеби во нека подобра насока, дека сите овие проекти кои што и слични здруженија ги прават и тоа кое што се презема во нашата земја сепак ќе вроди со некаков плод во блиска иднина? Искрено, сликата не е воодушевувачка, навистина големи напори вложуваме за проектите да бидат успешни, тоа се само капка во морето. За да вистински имаме промени, треба еден бран. Она што еве сме оптимистични во моментов и придонесуваме со наши коментари е Законот за социјално предприемништво.
Нашата држава носи правна рамка за финансирање на вакви иницијативи во кои што има интеграција на пазарот на труд на ранливите групи, имаме реинвестиција на профитот, а од друга страна пак имаме и инвестиции од државата и субвенции за вработување на тешко вработливи лица и иницијативи кои што имаат или голема социјална или еколошка димензија. Она што е важно е да ние многу често патуваме, гледаме како се трансформираат работите. Уште еднаш ќе кажам да не држи оптимизмот и да продолжиме сите заедно да инвестираме. Ево во таа насока апел до сите што не гледаат да не поддржат, дури еден обичен лајк и едно споделување на објавата ни значи многу. Ние сме мала организација со 5 вработени, меѓутоа се трудиме преку анимирање и на граѓаните и на медиумите. Многу ни значи медиумската поддршка да пренесеме некои пораки. Важно е да, реков дека патуваме многу, гледаме дека во други земји навистина се случува таа промена и веруваме дека и кај нас може. И сега она што треба е да навистина од корен ги решаваме работите. Еден мал проект кој што трае 7 месеци со поддршка на Европската унија, тоа исто значено го кажеме, не може да смени многу, меѓутоа може да пренесе клучни пораки и да ги освести чинителите дека има потенцијал. Социјално претприемништво и така кој е многу интересен бизнис модел, не само за нашиот регион, туку и во Европа и во светот. Зелената економија исто е важна затоа што и социјалните предпријатија ако загадуваат, повторно се дел од решението, а не дел од проблемот. Еве, ние може да покажеме што поделивме во понеделникот. Станува збор за едно пакување кое што толку не измачи да го најдеме, значи целосна картонска кутија во оваа земја беше речиси невозможно да се најде. 3 недели се преговараше, се каравме меѓу себе, да нема никаква пластика. Значи, она што е многу важно исто да бидеме искрени. Ние не знаеме каков на крај рецепт ќе добиеме, колку ќе може таа продажба да се случува. Идејата ни е во компании со многу голем број на вработени, IT компании кои што обезбедуваат ручек на своите вработени, на нив да им ги нудиме тие гевречиња, нели, за да има профит, а профитот да се реинвестира во учениците во социјалната мисија. Меѓутоа, не сакаме да загадуваме и да даваме, например, гевречиња во пластични кути. Така да еве ќе почнеме од амбалажата, а на неа има и еден QR код. Ние не принтавме ништо на самиот настан, затоа што ако убиваме дрва, џабе ако интегрираме и правиме нели реинвестиција на профитот, така се уништуваме животната средина. Што има во ова поклонче? Имаме тука чајче, микс на чаеви. Овдека станува збор за липа и мајчина душица, тоа е избор на Арно. Ова е произведен од Билки Лайф, тоа е ново социјално предпријатие кое што доаѓа од падините на Скопска Црна Гора, значи од околината на Скопје чајот. Тие се нови, меѓутоа имаат амбиција да прават работна интеграција на луѓе со попречености преку производство на чај. И ова е едно штипче го викам јас, меѓутоа е метален филтер за чај, кој што може да се користи со овој чај. Што е идејата? Идејата е да не купуваме чај што е во кесички, затоа што тие кесички се само обична амбалажа која што во себе има микропластика и која што е за еднократна употреба и завршува во ѓубре. Значи, со вакви метални цедалки и со локален чај, навистина може да поддржиме и локална економија и нели наши социјални предпријатија. Ова е ајвар, така ни се вика. Наш традиционален рецепт. Така, меѓутоа, ова е ајвар кој што го произведува победник на зелени идеи, тоа е надпреварот со кој што често сме и овде гости во Телма, затоа што има навистина убави зелени бизниси кои што сакаме да ги поддржиме. Ова е ајвар од Екофарма Беровко. И за разлика од купичките, нели, оние што се наоѓаат во големите маркети, во голема продукција, во големите фабрики, во овој ајвар се вклучени локално население, жени од Берово, вклучена, значи имаме работна интеграција, станува збор за мал бизнис кој што и така ако сакаме да го поддржиме. И тука има едно гевраче кое што нели го покажаме, го символизира кругот и концептот на новата крофна или геврек економија, за која што ќе зборуваме друг пат, и салфетка која што е од рециклирана хартија и која што навистина чини повеќе, меѓутоа ние можеме навистина да се спиеме со мирна совест дека со нашите поклони дека се е запазено и токму за кој што вие
нели се борите, инсистирате на кое што генерално се заснуваат и вашите проекти, па и целта која што има артистите и секоја чест за тоа и ви благодариме што ни обезбедивте и нас еден ручек или еден вкусен геврек, а се надевам на уште повкусни гевреци, поточно рецепти оригинални и идеи кои што ќе ги имаат оние кои ќе бидат учесници. Верувам дека ќе бидат со голема креативност и со голема желба да направат нешто што ќе остане за еве и овој проект поточен од преворот кој што е дел од проектот да остане запаметен, но и како велиме капка во морето, но таа капка да биде навистина значајна и да придонесе за промени кои што се неопходни и кои што сите ги сакаме веројатно, ќе се согласат нашите гледачи. Ирина, благодарам за гостувањето и за вашето време што секогаш го имате кога ве покануваме во Утринска, а Утринска ќе ги поддржува секогаш ваквите идеи, проекти и овие како велите вие пораки кои што се особено важни да се пренесат. Фала Ивана, задоволство е секогаш ќе прифатиме поканата и уште еднаш поздрав до сите гледачи и апел да ни се пријават на надпреварот. Ете, може да се пријавите, ќе ја посетите веб страната на Сдруженијето Арно, Ирина го кажа тоа, и доколку сте заинтересирани може да учествувате, нека вие со среќа, па можеби ете ќе бидете и победник и ќе бидете дел од финалето, а ние ќе бидеме информирани за тоа како ќе се одвива надпреварот, па верувам дека ќе споделиме што понатаму ќе се случува и што е најново.